Господине Бечев, дали го делите впечатокот дека преговорите меѓу Северна Македонија и Бугарија се во деликатна, можеби решавачка фаза? Добро, немам некоја посебна информација однатре од владата, што се случува, но ми се чини дека тие се во завршна фаза. Бидејќи самитот на Европската Унија во јуни месец е граница. И тоа е некој термин кој треба да мислам, треба да се стигне. И за тоа мислам дека може би се сега во завршна фаза. Искрено се надевам да е така. Од изјавите на премиерот Кирил Петков може да се препознае подготвеност за симнување на ветото за Северна Македонија. Ќе успее ли тој во тоа да ги убеди своите коалициски партнери, но и председателот Румен Радев? Мислам дека има само еден партнер кој е против тоа. Се работи за Бугарската социјалистичка партија. Што се однесува до другите, да кажеме коалицијата Демократска Бугарија, која е дел од владата, тие се убедени. Нема потреба таму да ги лобира. И сега во прашање може би партијата на Слави Трифонов, но јас очекувам дека тие ќе направат некој линкич, некоја врска со други прашања кои се на агендата на владата. Сега ќе се бира гувернер на Централната банка, да кажем. И сигурно ќе има некои такви сделки, да речеме. Но како ќе биде со БСП, немам представа, немам појма. Сепак треба да имаме предвид дека БСП ќе изгуби на нови избори. Нема енергија, нема средства, нема пари, нема поддршка. Така што мислам дека тие сакат повеќе да останат во владата. И може би нема да има некоја негативна реакција, нема да се распадне коалицијата заради Македонија. Тоа е моето очекување. Која тема или теми според вас се најважни за бугарската страна за да има договор со Северна Македонија? Тука е веќе деликатната фаза и немаме информација однатре од кујната на преговорите. Сигурно треба да се напредува економската соработка, но тоа не е контроверзна тема. Мислам дека тие ќе очекуваат некои отстапки од страна на Ковачевски во смисол на ревизија на уставот или барем почеток на таков процес, што не е едноставно, поради многу причини има за тоа. Но дури некој символички акт, символички чин, дека има воля, политичка воля во Македонија се покрај тој процес, може би ќе биде добро. Судејќи од изјавите на Петков. Но пак тук тоа се шпекулации. Не знам во суштина што се случува и како размислуваат. Дали е реално да се очекува компромисот да се бара во рамките на чиста формулација за именување на македонскиот јазик и вметнување на бугарите во уставот на Северна Македонија? Тоа е интересно веќе како текат преговорите, затоа треба да збориме со некои лица кои се во процесот. Предпоставам дека прашањето за јазикот ќе биде некој компромис, како што беше 99-та година. Бугарија ќе го симне ветото можеби, но ќе се прифати формулата дека и на европско ниво барем Бугарија ќе продолжи да користи таа формула за уставен јазик. Но тоа не е едноставна работа. Треба да биде дел од пакет од отстапки од двете страни. И тука да е неопходна многу дипломатичка вештина и од двете страни. Но не знаеме како се одвиват преговорите. Но предпоставам дека и прашањето за јазикот ќе биде дел од можниот компромис кој ќе се најде. Вие што мислите за наводите на Кирил Петков и неговите соработници дека руска агентура работела против добри односи меѓу Софија и Скопје? Сигурно држи вода. Тие мрежи не се од вчера. Секогаш делували не само по темата за Македонија и односно за македонско-бугарските односи. По многу други теми се гледаме дебатата за давање оружје на Украина. Но тоа не е 100% причината зашто Бугарија го стави ветото. Има политички причини и не се само тие криви руските агенти. Се надевам дека сепак
по-генерално гледајќи ситуацијата во Европа и војната во Украина, бугарската власт и Петков лично ќе прояви мудрост и ќе го симне ветото и во интерес не само на Бугарија и на Северна Македонија, но и на Европа. И таа мрежа од руски агенти ќе биде оправдување да се направи таква радикална ставка која можеби ќе предизвика некои негативни реакции во Софија, но сепак во долг рок е правилен потек и во интерес на двете земји. Но и покрај се, вие сепак дали останувате оптимист дека до јуни е можна деблокада на процесот? Па изјавите на владата во Бугарија и јас сум сигурен дека и Петков лично има политичка воля да го реши прашањето. Од друга страна, француското председателство на Советот на Европската Унија има такви намери. И трето, генералната геополитичка ситуација, која наметнува да се земе решение за Балкан, бидејќи тука имаме предизвици за стабилноста на регионот. Така што мисля дека има шанса, дали е 100% шансата, мислам не. И ќе биде жалко да се пропусти. Но сега може би моментот со Ковачевски, со Петков, да се направи тој компромис. Добро, ќе има некоја политичка цена во Бугарија, ќе има негативна реакција, како што кажав, но тоа нема да сруши владата. Петков ќе остане на власт. Ви благодарам.